Имате како илустрација на разговорот, тоа се овие две кои се на масата. Едната е за нас, а другата е уште еднаш за нас. Уште еднаш за нас. Значи ги има и на CD. Да, тие се објавени. Но може, мислам дека е убаво да кажете како може секој да дојде до нив. Има неколку начини. Меѓутоа мислам дека во Македонија е најпопуларен овој начин кој што не е видлив тука на масата. Тие се поставени на интернет за бесплатно да се взимаат. Може да се дојде до нив. Сега оставам на публиката малку да бараат на интернет, меѓутоа се поставени бесплатно. Објавени се и во традиционална форма хартија, но се објавени и во електронска форма. Така што мислам дека треба да бидат достапни на секого. Тие беа мој одговор на се што се случуваше од 1995 година до 2006 година. Мој одговор кој што не сакам по секоја цена да го дам директно во конфронтација и расправија со некого, туку мој одговор како јас ги видов тие работи и не пледирам на никаква универзална објективност, тие се мој чисто субјективен став, моја доживелица, што ми се случувало во тие настани, како сум ги преживеал и каква треба стават за мене. Во текот на политичката кариера ви се случува да бидете именуван за конзул на Република Македонија во Њујорк. Да. И тој престои таму, иако илјадници километри далеку од овде, не поминува незабележан и нели прескокнат или поштеден од било какви афери, да ги наречам. Видите, тоа е дел од општата кампања која што се водеше против партијата и одредени личности. Јас го сваќам после известно време, сега кога можам да ги сумирам материјалите кои што ги имам како корпус деликти пред мене, го сваќам само како дел на таа структура која што немала друг начин. Видете, ако вие некого сакате да го дискредитирате, меѓутоа тоа да биде издржано и да остане како такво, морате да извадите документи. Знаете, тука се пишуваше се и се што по весниците, јас можам да ви образложам во 3 реченици шемата како тоа се прави. Илинка Митрева како министер, новинарите кои што ги потплаќаше со тоа што патуваа со неа постојано и добиваат дневници, им досепнуваше информации што тоа треба да се објави како дезинформација, односно како спекулација или полувистина, која што неколку пати кога ќе се повтореше, стануваше дел од јавното мнение. Како ве наместија? Најмногу, најболно? Видите, во тојата книга постојат 2 писма мои до господинот Бранко Црвенковски, кои што мислам дека секој државен функционер, тогаш тој беше премиер, да појаснам, а јас бев генерален конзул, бев разрешен и јас напишав допис до премиерот, бидејќи тој ме разреши на седница, да ми објасни во допис зошто сум разрешен. That simple, толку просто, во 2 реченици е дописот. Тој не ми одговори 15 дена, после 15 дена го пратив дописот уште еднаш. Сакав да ми одговори. Ете, нека ми одговори дека имам голема килажа, дека немам убав лик, дека сум се степал некаде, дека сум украл возило. Нема објаснување. Јас немам објаснување од државата, која што е формално, која што можам да ви го покажам. Но на тоа предходеше информацијата за вашиот начин на живот во Њујорк, нели? Ама како да го